Овој ден се одбележува како национален ден на властите од формирањето на првите посткомунистички влашки здруженија од страна на сите власти на Балканот и пошироко. 23 мај е прогласен за државен празник на Република Македонија за граѓаните од влашката етничка заедница. Доделени дигитални ресивери на корисници на социјална парична помош. Цртање на асфалт во градскиот парк. Од 13 до 16 јуни се одржува фестивал на кафето. На 30 мај 14-та литературна манифестација Илинден 2013. Од 1 јуни во Македонија ќе стартува дигитализацијата која на граѓаните треба да им понуди кристално чиста слика, безпрекорен звук и нови интерактивни услуги. Елизабета Демјановска. 40.000 корисници на социјална парична помош од денеска во центрите за социјална работа може да подигнат бесплатни дигитални ресивери, така наречени сетап бокс, со кои на ТВ приемниците ќе следат телевизиска програма преку дигитален сигнал од 1 јуни, кога ќе стартува процесот на дигитализација. Уредите за таа категорија граѓани ги набави државата преку јавното претпријатие Македонска радиотелевизија, која спроведе тендер и склучи договор со Македонски Телеком за набавка за цена од 59 милиони денари. Првите дигитални ресивери на представници на семејства со социјален ризик ги доделија министрите за труд и социјална политика и за информатичко општество и администрација Спиро Ристовски и Иво Ивановски. Во секој центар за социјална работа, корисниците на социјална парична помош ќе може да дојдат и врз основа на потписот што го даваат месечно за продолжување на користење на тоа право. Истовремено ќе добијат и соодветен сетап бокс за дигитална телевизија. Ке потпишат лична потврда дека го подигнале, изјави Ристовски, и додаде дека на ваков начин секое од социјално загрозените семејства ќе може на дигитален начин да ги следи ТВ програмите. Хуман проект, посебно карактеристичен и значаен за семејствата кои што се приматели на социјална парична помош. Имено денеска почнува процесот на директна распределба на сетап боксовите за употреба и користење на дигиталниот пренос на телевизиите во Република Македонија. Министерството за информатичко општество и јавното претпријатие Македонска радиотелевизија заеднички одлучија и го спроведовме проектот за обезбедување на бесплатни 40.000 сетап боксови за семејства во социјален ризик, со што нема да на еден начин ќе се обезбеди гаранција дека тие семејства ќе ги добијат потребните ресивери за од 1 јуни да може да ги користат и нормално да ги гледаат медиумите во Република Македонија. Од друга страна тоа нема да биде за нив никакво финансиско оптоварување, едноставно врз основа на нивниот статус на приматели на социјална парична помош тие ќе ги добијат. Министерот Ивановски пак смета дека со дигитализацијата граѓаните ќе може да следат по квалитетна програма и со повеќе содржини. При тоа изрази и надеж дека дигитализацијата ќе донесе и поголем број вработувања, затоа што се отвораат нови гранки во мултимедијалните аудиовизуелни услуги, кои по примерот на Европската унија и западните развиени земји придонесоа за нови бизниси и вработувања. Граѓаните ќе имаат можност да следат многу поквалитетна слика, ќе имаат можност да следат многу поголеми содржини. Се надеваме дека дигитализацијата ќе донесе и поголем број на вработувања, затоа што се отвараат нови гранки во мултимедијалните аудиовизуелни услуги, кои што по примерот на Европска унија и западните развиени земји придонесуваат до креирање на нови бизниси, нови вработувања и се со цел да се подобри економијата во Република Македонија. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка за иницијативата поднесена од Либерално-демократската партија и тројца граѓани за оценување на уставноста и законитоста на правилата за снабдување со топлинска енергија, донесени од Регулаторната комисија за енергија на Република Македонија во 2012 година. Со тоа граѓаните кои се исклучени од парното ќе мора да плаќаат надомест за ангажирана моќност. Во член 53 став 2 од правилата се предвидува потрошувач кој побарал да се исклучи од мрежата во колективна зграда од топлинската мрежа да има обврска да плаќа надомест за ангажирана моќност, кој е фиксен дел од надоместокот за топлинска енергија.
и при тоа тој надоместок на ангажирана мокност да се определува согласно тарифниот систем за топлинска енергија. Судот одлучи да не поведе постапка затоа што тргна од фактичката состојба дека вертикалните системи на топлификацијската мрежа во колективните стамбени згради во ситуација кога тој вертикален систем поминува и низ стамбен простор на потрошувач кој се исклучил, но низ кој вертикален систем поминува топлинска енергија за да се достави до потрошувач кој е во мрежата приклучен и потрошувач. Неминовно, како што велат од судот, кај исклучениот потрошувач се предизвикува емисија на топлинска енергија, односно потрошувачка на топлинска енергија која без оглед што е исклучен потрошувачот сепак се троши и која реално е и добивка на исклучениот потрошувач со тоа што за тој дел на потрошувачката има обврска да плати с размерен надоместок за ангажирана мокност. На тој начин се спречува потрошувачите кои се приклучени на топлификацијската мрежа да не го трпат товарот на потрошувачката која не настанала кај нив. Судот смета дека не е потребна согласност од станарите за поединечно исклучување од парното во колективните згради. Според судиите, пријавувањето на нелегалното користење на парното треба да е во надлежност на снабдувачот, а не како досега на управителот на стамбениот објект. По повод денот на македонските просветители Кирил и Методи, денеска во градскиот парк зад фонтаната Лотосов цвет во организација на детскиот културен центар Карпош се одржа традиционалната манифестација Цртање на асфалт, која се организира повеќе од 40 години. Андријана Димитриевска. Во организација на детскиот културен центар Карпош денеска се одржа манифестацијата Цртање на асфалт во градскиот парк кај фонтаната Лотосов цвет, а по повод денот на македонските просветители Кирил и Методи. Манифестацијата се одржува повеќе од 40 години, каде што децата од скопските градинки на асфалтот цртаа најразлични цртежи: куќи, пеперутки, дрвца, коли, најразлични животинки, како и балони. Организаторот на овој настан, детскиот културен центар Карпош, за сите присутни ученици обезбеди материјали за цртање и символични награди. Децата работат и ја сакаат оваа манифестација заради тоа што сепак е надвор, што се вели, во природа, не се во клупите, не се во своите таму занимални и цртаат, например, тие со своите рачиња онаа што најмногу го сакаат. А се разбира што најмногу сакаат: сонце, цвече, она се што мислат дека е најубаво. Дел од учениците кои учествуваа на квиз над преварите по сообраќај и општи познавања, кои исто така ги организираше детскиот културен центар Карпош, беа задолжени со ритмички точки да ги забавуваат присутните, но и најмладите дечиња од градинките на свој начин си се забавуваа пеејќи си детски песнички. Од 13 до 16 јуни повтор пат ќе се одржи Кофифест Скопје, на кој посетителите ќе имаат можност да ги дегустираат најдобрите брендови кафе во Македонија. Настанот ќе се одржи во кафе барот АБЦ, а идејата на овој фестивал е на едно место да се соберат сите оние на кои кафето им е на прво место. Во рамки на овогодишниот Кофифест ќе биде одржано второто државно првенство на баристи во Македонија. Ивана Митковска. Под мотото "Искуси врвно кафе доживување", од 13 до 16 јуни љубителите на кафето ќе имаат можност да дегустираат најразлични видови на кафе во просториите на барот АБЦ. Овој фестивал на кафето, кој годинава се одржува по втор пат, има тенденција да прерасне во една урбана манифестација со традиција и со сопствен белег. Идејата на овој фестивал е на едно место да се соберат сите оние на кои кафето им е на прво место, од производители и дистрибутери на кафе и опрема, па се до финалните уживатели на овој напиток. На фестивалот може да се дегустираат повеќе видови на кафе, почнувајќи од турското кафе, еспресо кафето, инстант кафињата, исто така и чаевите ќе бидат застапени на фестивалот. Имаме учество и на топла чоколадо, производители, какао, односно кафе и сите топли пијалоци кои што нели одат пропратно. Покрај штандовите и изложувачите на кафе, чај и останатите содржини, фестивалската бина ќе биде центар за забава и едукација, од презентации на нови производи до надпревари на баристи, дегустации и богата музичка програма.
А за најмладите посетители ќе бидат организирани и детски игри, представи и работилници. Годинава во рамки на манифестацијата Кафе Фест Скопје на првиот фестивалски ден, 13 јуни, ќе се одржи и второто државно првенство на баристи во Македонија, на кој учество ќе земат голем број на професионални баристи од целата држава. Оваа година се одржува второто државно првенство на баристи во Македонија во склоп на Кофе Фест на 13 јуни четвртак. Во него ќе може да земат учество сите професионални баристи, кои што ќе се надпреваруваат во подготовка на еспресо, капучино и авторски безалкохолен пијалок на база на кафе еспресо. Оваа година одлучивме второто државно првенство за баристи да биде дел од кафе фестивалот, бидејќи сметаме дека тоа е добро за промоција и на самите баристи и на начин на подготовка на кафе. Чимената година учествува 28 баристи од целата наша држава. Со тоа што лани победи Коста Јованов. Организатор на манифестацијата Кафе Фест Скопје, која го слави мирисот на кафето во нашиот град и годинава е Triple S Group. Шест представи од жанрот комедија на Драмски театар, Македонски народен театар и театар комедија од 17 до 22 јуни ќе бидат изведени на отворено на сцена поставена на фудбалското игралиште во близина на паркот на езерата во општина Аеродром, во рамки на проектот Културно лето 2013. Представите се бесплатни за сите жители. Театар комедија ќе настапи со две представи, Ах, љубов моја и Лет над кандидатското гнездо. Драмскиот театар ќе настапи со Последните македонци и Греф или Шприцер, а Македонскиот народен театар ќе настапи со Свадбата на Фигаро. Ќе биде изведена и представата за деца Принцот и жабата на театарот Крик. Проектот го организира општина Аеродром во соработка со Министерството за култура, Драмски театар, Македонски народен театар и театар комедија. И ова е прво културно лето во општината кое се организира. Целта е да се збогати културниот живот на граѓаните во општина Аеродром. Представите во општина Аеродром ќе почнуваат од 20 часот и 30 минути, освен детската која почнува во 19 часот. Традиционално 14-та година поред во општина Илинден ќе се одржи литературната манифестација Илинден 2013, на која активно учество зема домашни и странски. Па година се воведува новина во литературната манифестација со тоа што во деновите пред одржувањето на централниот дел на 30 мај ќе се одржуваат денови на книгата. Манифестацијата оваа година ќе се одржува во новиот дом на култура. Општина Илинден по 14 пат годинава ги организира меѓународните литературни средби Илинден 2013, на која активно учество зема домашни и странски поети. Оваа литературна манифестација, која од големо значење не само за општина Илинден, туку и за Република Македонија, оваа година за прв пат ќе се одржува во новиот дом на култура Илинден. Во рамки на манифестацијата од оваа година се внесува и новина, со тоа што неколку дена пред почетокот на манифестацијата ќе се организираат и денови на книга, кои ќе започнат на 27 мај, а ќе траат се до 31 мај во период од 10 до 20 часот. Во деновите на книгата ќе биде промовирана книгата ВМРО 1883-1903 Поглед низ документите од професор доктор Ванчо Ѓоргиев, како и романот И планините од Декна на Халид Хосеини. Халид е најчитаниот американски автор во светот кој е со афганистанско потекло и во моментов истовремено овој роман ја доживува својата светска промоција. Централниот дел на литературната манифестација Илинден 2013 оваа година ќе се одржи на 30 мај во четврток. Манифестацијата ќе започне во 12 часот со литературно матине за деца, каде ќе се доделуваат награди и благодарници за најуспешните поетски творби пристигнати на литературниот конкурс распишан од општина Илинден, како и настап на писатели за деца и млади. Со цел да се даде афирмација на младите поети во рамки на манифестацијата од 20 часот ќе се одржи поетски митинг под мотото Ветерот донесе убаво време. Исто така ќе бидат промовирани и 10 книги од млади автори објавени во периодот мај 2012-мај 2013. На манифестацијата свој настап ќе имаат поети, представници на младата книжевна генерација на Република Македонија. Оваа манифестација се организира со цел да се запознае пошироката културна јавност со твариштвото и постигнувањата на современата поезија. На овој начин се допринесува за развивање на културната свест кај младите од општина Илинден, но и на сите млади од сите други населени места кои учествуваат на оваа манифестација. Оваа манифестација традиционално се одржува секоја година и од година во година станува се поспектакуларна и присуството на посетителите е се поголемо.
Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт, Мајами Хит стигна до првата победа во финалето на Истокот против Индијана. Актуел се бараат македонци слични на лековите од Мамрулак. Мајами Хит стигна до првата победа во финалето на Истокот против Индијана, откако Леброн Джеймс погоди со звукот на сирената. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.